Централното председателство на ДУИ едногласно синоќа ги утврди и ги изгласа нивните представници, кои во новиот владин состав ќе раководат со 2 вице-премиерски и 4 министерски места. Во едниот владин кабинет, заменик премиер за спроведување на рамковниот договор ќе биде Хазби Лико, тетовскиот огранок на ДУИ, за вице-премиер за евроинтеграции е назначен портпаролот на партијата Бујар Османи. Со Министерството за животна средина ќе раководи подпредседателот на ДУИ Садула Дураку. Министер без ресор ќе биде поранешниот струшки градоначалник Рамис Мерко. Со Министерството за економија ќе управува Крешник Бектеши, а со Министерството за правда Билен Салиу. Лицата кои ќе раководат со Министерствата за правда и економија, можеби на јавноста, но и во медиумите не се познати, но ако станува збор на пример за Билент Салиу, кој ќе раководи со Министерството за правда, можам да кажам за него дека има искуство и знаење од областа на правото. Господин Салиу 5 години беше директор на Инспекторатот за шумарство. Ние овие министерски места едногласно ги прифативме. Со Министерството за здравство, знаете, ќе раководи човек од Алијансата за албанците, а на оваа коалиција ќе му припадне и министерското место за локална самоуправа. Ахмети на новинарско прашање одговори дека новиот владин состав ќе функционира и ќе опстане до крајот на мандатот. Владата има мандат од 4 години и јас мислам дека ќе биде еден тежок мандат, но со добар крај. На министерските позиции нема да се најдат подпредседателите на ДУИ Теута Арифи и Зет Меджити и Невзат Бейта. Тие водат општини, а имаат високи функции во партијата и војнина ќе бидат на челни позиции во партијата и се разбира на некои раководни места во институциите. Накус одговори Ахмети. Арифи рече дека и незина желба била повторно да се кандидира за градоначалник на општина Тетово. Демократската унија за интеграција одлучи да даде предлози за една реформска влада која беше мој голем концептуален ангажман, за разлика од евентуалната грешка која можевме да ја направиме во минатото, и токму поради тоа сметам дека сега сите заедно треба да работиме за тоа што значи Европска Македонија и сметам дека тоа исто така ќе биде добро за сите граѓани, вклучувајќи ги и граѓаните на моето Тетово. Вие пак ќе се кандидирате за градоначалник, така? Така изгледа. Од ДУИ синоќа по завршувањето на Централното председателство истакнаа дека на наредната партиска средба одржана во Мала Речица ќе се утврдат и лицата кои од нивната партија ќе бидат поставени за заменици министри, директори и раководители во новата централна власт. Пешаци страдаат низ улиците на Тетово и Гостивар. Вчера вечер се случиле сообраќајни несреќи во кои биле повредени тројца пешаци. Полицискиот портпарол Маријан Јосифовски информира дека околу 20 часот и 20 минути засега непознато возило со непознат возач на крстосницата на Илинденска и 29 ноември во Тетово удрило во двајца тетовци на возраст од 26 и 55 години. По сообраќајката возачот веднаш побегнал. Повредените пешаци биле префрлени во Тетовската клиничка болница каде им била укажана лекарска помош и се задржани на болничко лекување. Еден час подоцна регистрирана е нова несреќа на улицата Кеј Братство и Единство во Гостивар. Автомобил Опел со гостиварска регистрација кој го управувал 61 годишен жител на населбата Питарница удрил во пешак, девојче на возраст од 13 години. Од ударот девојчето се здобило со телесни повреди и со истото возило било пренесено во болница. По укажаната медицинска помош било пуштено на домашно лекување. Полицијата ги утврдува околностите и причините за несреќите. Првично се работи за непропуштање пешак на пешачки премин. Освен сообраќајките, во полицискиот билтен регистриран е и несекојдневен настан. Го пријавил 43 годишен жител на тетовското село Боговиње, ноќеска половина час по полноќ. Според неговото кажување, тој во дворот ја пронашол украсната кутија со златен накид, што му била одземена при тешка кражба во неговиот дом, извршена пред неколку дена. Во кутијата имало накид вреден околу 10.000 евра. Инаку при кражбата покрај кутијата со накид биле украдени и околу 4.000 евра, 2 рачни часовници и нож кои не биле вратени заедно со накидот.
Со црковни свечености денеска во православниот храм Свети Никола во Штип, епископот Велички Гаврил беше канонизиран во светец. Одлуката за канонизација ја донесе Синодот на Македонската православна црква. Светите мушти на епископот Гаврил беа изложени во соборниот храм во Штип. Со литургијата чиноначествуваше архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан. Од денес во ликот на светиот преподобен Гаврил Светогорец, епископот Велички, како верен народ и како црква, имаме уште еден молитвеник и застапник пред Божиот престол. Оној кој што живееше со подвигот на молитвата за сите овде на земјата, ќе биде наш горещ молитвеник и на небесата. Од денес, како народ, сме побогати за уште еден духовен великан од нашиот род, за уште еден пример на верата и образец на кротоста, за уште еден учител на воздржанието и сведок на вистината. Православната брегалничка епархија вчера во соборниот храм го почна чествувањето по повод 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија како Македонска православна црква и впишувањето на епископот Велички Гаврил Светогорец во списокот на светиите. Прославата почна во 18 часот со вечерна богослужба, на која чиноначествуваше архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан. Професионалниот готвач Бобан Билбиловски од Тетово од Измир се врати со уште една награда. Ајде да ни кажеш детално за каков надпревар стануваше збор. Така, значи станува за прв интернационален надпревар по гастрономија во Измир, кој што се одржа оваа година од 6 до 8 мај. Навистина беше големо чувството да се биде дел од тој надпревар. Многу можеше да се научи исто од колегите од спротивните земји што се тука на надпреварот и навистина голем предизвик едноставно за мене. Претежно по овие надпревари каде што одам, си го тестирам моето знаење, да видам докај сум со моето знаење, дали сум останал на едно место или сум се надоградил со некои техники во готвењето или некои слични други работи. Навистина стварно е убаво да се надоградувате во која било работа, нели, што и да работите. Каква награда освои овој пат? Значи се надпреварувавме индивидуално под категорија риба, освоив златен медал и во екипното, нели, надпреварување, ние што го викаме Black Box, освоивме бронзен медал, кој што бевме во тимот јас, Лерим Даути и Цветанче Тодоровски, исто, нели, членки од Гастромак. Тоа е тоа. Кои беа критериумите, пропозициите за учество на овој надпревар? Значи, поспецифично е оценувањето по овие надпревари. Значи, ресторанското работење со надпреварите нема никаква додирна точка. Значи, се оценува на подруги критериуми, кој што е малку построго, се бара да има тежина на работа, да имате повеќе термички обработки во порцијата. Значи, си има вакс правила, кој што Светска организација на готвачи ги поставува тие правила и мора да се придржуваме кон тие правила. Значи, мора едната порција да има 120 грама месо, 50 мл сос, 20 грама јаглени хидрати и таки некои слични работи кои што мора да се придржуваме кон тие пропозиции. Ти претходно во разговор ми рече дека речиси една година се надпреваруваш на вакви интернационални надпревари. Каде се досега учествуваше и колку награди доби? Така, значи, Друженијето на готвачи Гастромак е формирано точно пред една година, значи, функционираме веќе една година и за таа една година можете да видите дека доволно имаме успеси. Сме настапувале тука на Балканот претежно, нели, во Истанбул, кај што е светски интернационален надпревар, кој што е еден од најпрестижните надпревари на земјава, значи исто има и исто така голем надпревар во Јапан. Значи, Турција, Измир, Истанбул, нели? Тука Балканот, Ниш, сега ни следува од 1 до 4 Ниш. Хрватска,
Бисер Мора, Брач, Оток. Значи, претежно Балканот, но сега гледаме да ги завземеме малку подалечните земји, како што е Романија и така слично. Учеството на вакви надпревари сигурно е предизвик за тебе. Кои се придобивките кои што ги имаш од учество на надпревари и што повеќе научуваш тамо и нели се запознаваш со многу луѓе? Дали остваруваш нови контакти? Значи да, контактите со луѓето веќе тие се луѓето цело време истите се вртат, значи тоа е семејството, како да го кажам, семејството на готвачи низ светот, кај што секаде се среќаваме. Се учи многу од овие надпревари, ви кажав, значи си го оценувам, си гледам до кај сум со знаењето. Пред се, она што го работиме ние во боксовите, професионалните готвачи, тука, за жал, во нашата држава не можеме да го спроведеме во секојдневната работа, нели, по рестораните, но се надевам дека ете ќе дојде еден ден каде што ќе можеме да се истакнеме како готвачи, зашто навистина има добар кадар тука во Република Македонија, кој што ете за жал не можеме баш да си ги истакнеме нашите знаења. Што според вас треба да направи државата за во таа насока да ви помогне? Мислам дека треба да има што повеќе обучни центри за гастрономија, да се работи повеќе на практичната настава отколку на теоријата. Пред се да треба да се знае теоријата, но практичната настава е многу побитна од тоа. Зашто нели можеме ние да знаеме лимонот што витамини содржи се, да не знаеме да го исецкаме. Значи тоа е тоа. Колку време ти си професионален готвач? Значи по завршувањето на моето основно образование се запишав во средното стручно угостителско училиште тука во Моша Пијаде, каде што од тука започна целата моја приказна, едно патешествие. Значи феријална пракса сум обавувал по, ако требало по 20 дена, јас сум седел цело лето. Значи љубовта спрема гастрономијата ми беше стварно на прво место. Многу ја сакам оваа професија и ете. Чекор по чекор се надевам дека успевам во нашата работа. Каква храна сакаш да готвиш и што твоите гости сакаат да вкусат од вашите јадења? Пред се вака во сите изјавувам дека највеќе ја сакам рибата да ја подготвувам, зашто мислам дека е едно од првите јадења што човекот почнал да ја лови и да ја јаде и многу е брза за спремање, значи не губам многу од временски период за приготовка на рибата. Мислам дека многу се експериментира со риба, така да мислам дека рибата ми е на првото место. Фаворит. Дали експериментираш? Да, секако дека експериментирам. За џабе нели не одам по овие надпревари. Значи сум видел нешто, некоја порција интересна, сакам нешто слично да направам како она што сум го видел, значи да, се експериментирам, но не по дома, тука на работа, да. А по дома? По дома кујната ја оставам на мојата сопруга, зашто мислам дека она е нејзина територија. Сега да ни кажеш кои се твоите идни планови, што планираш понатаму? Значи вака Гастромак сега организира втори интернационален надпревар, како нели секаде каде што одиме по светот по надпреварите, така е редно и некој нас тука да ни дојде. Оваа година ќе се одржи втори интернационален надпревар кој што го организира нели Гастромак. Јас сум нели дел од организацијата на целиот тој надпревар. Мислам дека оваа година ќе биде многу поуспешна. И следните надпреварувања ни се Романија, како што кажав, малку подалечно. Романија, Ниш и останува веќе да се спремаме за нашиот надпревар, кој што ќе биде во октомври, од 24 до 28 октомври. Ти посакувам успех во кариерата и ти благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас што ете одвоавте време малку да поразговараме за гастрономијата, зашто како што гледам сите го затајуваат ова поле. Да. Благодарам. Мислам дека е неминовно враќање на старите фасади на објекти како нама, како на објектот на владата, бидејќи од наша страна би било едноставно кукавички да речеме во рете. Се потрошија пари за да се направи рефасадирање на владата и толку, вели Мартин Пановски, председател на Асоциацијата на архитекти, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Новиве најавивте дека архитектите ќе побараат ревизија на проектот Скопје 2014. Што би значало тоа? Не најавив дека ќе бараме ние ревизија.
нити мислиме да правиме некаква класична ревизија. Едноставно мислам дека однапред требаат архитектите, тоа е асоцијација на архитекти, да даде свој став што со Скопје 2014. Ревизија како ревизија, најверојатно ќе си ја прави некој зависност од кое министерство што правело. И најверојатно ќе си имаат внатрешна ревизија за тие објекти, но не сакам да се случи, не сакаме како архитекти да се случи повторно некој да каже ова ќе го правиме, па ние тогаш да реагираме дали е добро или не е добро. Едноставно сакам да биќе ова е сериозна работа, не е дали ми се свига или не ми се свига. Тоа еднашка мора да се разбере дека нема за и против. Не би требало да има за и против, бидејќи ова е всушност еден чин варварски кој што буквално беше истеран на сила. И ние како архитекти мораме да заземеме став како струка. Значи, да, јавни дебати ќе има, но прво ќе има стручна дебата. Стручна дебата од која што би требало да излезе некаков документ, некаква студија, што со тие објекти. За да тоа го направиме, ние треба да ни се отворат вратите, да ги видиме објектите. Едноставно не сме ги видели, гледаме некои објекти од надвор, а како стручњак не би сакал да оценувам нешто спрема само надворешен изглед. Повторно ќе кажам, не зазимам никаков став дека има добри работи, може да има дури и полоши работи кои ќе влезете внатре. Така тоа едноставно треба да се види. Вака само на памет збориме дека има некакви уколарите наши архитектонски, дека внатре, не знам, ходниците биле тесни и така, кој ќе ги видиме, ќе знаеме официјално, значи кој ќе ги добиеме проектите, ќе знаеме што да кажеме. Како може да се поправи штетата од проектот Скопје 2014? Од она што го гледаме од надворешен изглед, јасна ни е целата приказка. Значи, е кич, и тука нема друг збор. Враќање на старите фасади на овие објекти кои што веќе ви ги споменав, мислам дека е неминовно. Би било едноставно од наша страна, да кажам, кукавички, ако кажеме, окей, се потрошија пари за да се направи рефасадирање на владата и толку ќе не пишува во книги дека не сме направиле ништо. Значи, ова ќе влезе во историја и веќе е влезено. Не е само во наша историја, влезено и во странска историја, како еден преседан во архитектурата и урбанизмот општо во светот. Значи, по тоа сме некои лидери сега. Значи, во негативен смисол. Но асоциација предходно треба да работи на штетите кои што ги прави Скопје 2014 некако физички изграден простор. Скопје 2014 направи повеќе штети во однос на ценењето на архитектите, во однос на почитувањето на регулативата. Значи, таа е сменета во однос за да може да се направи ова нешто. Се менуваа закони, се менуваа членови во правилници, кои што врска немаат со струката, се со цел да се направи ова што се направи. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со Мартин Пановски, председател на Асоцијацијата на архитекти, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме променливо облачно време, а попладне локално нестабилно, со локален поруен дожд и грмежи. Дуваше умерен повремено засилен ветер од североисточен правец. Утринските температури се движеа од 7 до 11, а дневните од 12 до 20 степени. Утре не очекува сончево и потопло време со мала до умерена облачност и со слаб ветер од североисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 7 до 12, а дневните од 14 до 23 степени.